Штипската едносмерна улица во наредниот период ќе се реконструира и ќе добие нов урбан изглед. Таа ќе биде шеталиште кое ќе биде поплучено, место на кое ќе се постават соодветни содржини и урбана опрема која предвидува проектот. Во наредниот период, односно до крајот на летото, се планира да завршат предвидените активности и граѓаните да имаат можност да го користат шеталиштето согласно намината, вели Јорданов. Задоволни граѓаните децидни дека се што ќе се прави во полза за нив е убаво. Очекувам веднаш штом фирмата изведувач, економскиот оператор, кој што е избрана за изведување на градежните активности, обезбеди услови за почеток на градба и изработка на шеталиштето Ванчо Праќе, во меѓувреме да се направи потребното испитување на сообраќајниот режим и измената на сообраќајниот режим, кој што ќе трае, еве да кажам, неколку недели, и врз основа на тоа некаде кон крајот на летото да се започне со градежните активности за практично овозможување на оваа шеталиште. Граѓаните посочија дека треба и кај нас да се има улица на која што ќе можат слободно да шетаат како и во другите поголеми градови. Вела дека сообраќајот на едносмерната улица ќе се намали, а несовесните граѓани ќе немаат услов да паркираат на тротоарите на улицата. Убаво ќе биде да се шетат, дуканите ќе си работат, масички столчини ќе си стават, луѓето кафичи што имат и работи. Убаво е. За шетање е убаво. Па и сега си шетаме само по тротоарот, тука ќе биде и по сета улица. Ќе биде до негде добро, ама ќе има прегуси сообраќај со возила. Добро е барем че има повеќе простор за пешаците, тоа е добро. Во секој поголем град ќе има таква улица пешачка која што е као зона, добра е. Тоа е добра идеја. А за друго, за проток, ќе се најдат други сообраќајни решенија. Убаво е тоа. Се што се направи добро, се е убаво за народот. Штипјани задоволни, децидни дека за станарите кои живеат на едносмерната улица ќе се најде решение за сообраќајот и ќе се намали сообраќајниот неред со кој секојдневно се соочуваат. Инаку на почетокот на едносмерната улица кај стоковната куќа Нама и на крајот на едносмерната улица кај Домот на културата во изминатиот период се направени паркинг платформи со цел да се растерети сообраќајот, а и места на кои граѓаните ќе можат да ги паркираат своите возила.